Може би уште не знаете, но што току извршивте упад во времето денес. Добра вечер. И додека на светските ранглисти за економија, за реформи, за слободна печат и за 300 други работи се наоѓаме редовно на дното. Во една дисциплина сме без конкуренција водечки во светот. Не, грешите, не мислам на корупција. За корупција сме при врвот, но не и на него. Зборувам за непримерно и вулгарно трошење на времето или народски познато како денгубење. Во Македонија, луѓето, а особено оние помладите, денгубат на вистина царски. Но, предлагам да појдеме надвор и да видиме што мислат на ова прашање граѓаните. Никој не дава пари. Никој не дава пари денеска. Никој не дава пари. Ево ви кажем отворено. Па мојата фамилија, брат, сестра, тие работи, другите кој ќе ми дава, луѓето не ти дават. Татко ми е давал кога ми е, син ми дава, така. Па мајка и татко, кој ти даде друг? Да. Па тие кои се најблиските, татко, мајка, брат, сестра. Нико не дава, нико. Нема више не дава, само ако работиш, ќе има. Жена ми. Да. Сите најблиски што ви се пари ми даваат. Префаворирам кишарица. Па нешто најмило милено. Се значи, меѓутоа сега моментално ништо не значи. Светос. Па највише се пати од реума. Тоа е обавезно кај нас постарите, реумата највише. Друго главоболки, нозе, тоа е све од реумата. Па ништо специјално, се е добро. Може главата некогаш. Не ме боли ништо. Боли ме главоболи, кад има притисак овако време, каде тоа е. Да. Ништо не ме боли. Ништо, ти кажа, многу ме чува Господ. Ништо не ме боли. По анкетата на тема денгубење, разговараме со нашиот соработник и брат Питу Гули. Аш колсун, брату, аш колсун. Овие денови шетам така денски по кеот на Вардар и гледам кафанине полни ко окобе. Седат сите, се разгракале, а бе мислиш, си имаш работа со најсрекнине луѓе на светот. Која бев дете, по Крушево, немаше така. Ама знам, оти бев непосреќни. Овие збеснаве, сто пангала нивна, пијат цигариња ко турци селчуци, ај пијат и друго. На нивна возрастко бев ја, војвода бе, и република праев, прва на Балканот. Овие на тацна ја добија и многу брзо ќе ја изгубат. Сто панката нивна распекмезена. Полека, прво, што ти стана вака одеднаш? Па некиш да знаеш што ми стана. Зашто мене ко ќе ми стани, брату, ќе ме молите да престанам. Уште се мачам да смислам план за одбрана на земјава од некој евентуален агресор. Ами зато треба да се најдат мажи, бе, што сака да се борат. И жени што ќе дават за време на пауза. Овде во Скопјево, ниту мажи не знаат да се борат, ниту жени не дават.
Но не шадам јас курави. Ајде, отидо. Овој пат верувам војводата замина на малку подолго време, драги гледачи. Но тоа не треба да не поколеба во нашите аспирации да продолжиме таму каде што застанавме. Сигурно погодувате најмногу на што се должи денгубењето во нашиот град и пошироко. На невработеноста, драги мои. Директно од кеот на Вардар ја имаме големата мајка која сигурно ќе ја потврди оваа моја теза. Лиле, какви глупости трескаш? Ма везе немаш. Фуј, фуј. Тие што се невработени, примерно, не можат да седат на кеот на Вардар. Така, затоа што се клошари. Тие, примерно, се без пари седат дома. Па и јас седам у кафулињата на кеј секој ден. Примерно, ти мислиш дека би седала со некои невработени клошари? Никогаш. Ти си големата мајка, божица на плодноста која е одговорна за економијата во земјава. Ти треба да ги заштитуваш сите, дури невработените. Сам, исправи ме ако грешам. Лиле, многу грешиш. Ма многу си зелен. Како не сваќаш дека јас намерно сум ги наместила работите такви какви што се? Па јас сум влюбена во капитализмот. Мислам, покрај тоа што сум влюбена во дечко ми Павлос од Ерготилис. Лиле, па ти знаеш ли дека капитализмот не би бил капитализам ако не подразбере еден куп невработени и цела армија сиромашни, за да можат неколкумина одбрани како мене да си дозволат ништо да не работат, а да имаат полни джебови пари. Ма немој. Па да, само оние збогатените на туѓ грб можат да седат по цел ден на кејот на Вардар, а и на плоштад Македонија и да прават шопинг у Солун. Не разбираш, нели? Разбирам се, само не разбирам зошто тогаш не зборите и Груевски и Шекеринска ветуваат дека за сите во Македонија наскоро ќе потече. Лиле, колку си смотан. Тоа само така се кажува кога се избори, а во реалноста никогаш не е така. Ма дај, човече, каде живееш бе ти? И јас живеам во Бутел 1 на Хошимин, а вие, голема мајко, мислам дека сте во грешка. Но, да видиме што има да каже Ѓурчин Кокале. На кејот седи женска фина, паметна и црна како митевска лабина. И покажав бицепс, бицепсот се скина. Сега немам норма и не одам во кина. Јазык! Полека, без плукање во програма сте. Ти ли мене ке ми кажуваш што да правам? Она мене ке ми дава корпа. Ама и јас сум будала, па уште и покажувам бицепс. Го скинав мускулот од без везе и сега кина можам да ја сањам. Како и повеќето наши спортисти. Кај е за нас Олимпијада со вакви шмизли по градов? Наместо жениве да ме мотивираат за врвни резултати, тие ми се чатаат. Па после сме немале норми за Олимпијада, па ке немаме. Се извинам, понекогаш и нему е лесно да гледачи. Но идат пострекни времиња. Сега сме на самиот влез на НАТО и ЕУ. Но душа малку подолго време дремеме на влезот, ама ќе влеземе, ви гарантирам. И што уште поважно, не ви гарантирам само јас, драги гледачи. Гарантирам и ја, бе, другарче. Нема веќе мајтапи правење туа. Пред некоја недела сам бил у Брисел, у тоа НАТО тамо. У Легов натре им викаме на цел глас. Шо се играете, бе, вие со нас ујдуду, а? Ко се растрчаа тоа дипломата околу мене. Ау! И? Што ви рекоа? Ми велят они мене. Цар Самуил, тебе не можеме да те лажиме. И ми велят они мене, бе. Царе Самуил, тебе не можеме да те лажиме ко што ги лажиме оние твоине. Немој да ден губите времето у надеж. Не ве бидуе, бе, царе, не ве бидуе, шо да ти кажам. За мали пари ви скупуеме. Имате многу ниска точка на топење, бе.
И сега целиот свет го знае тоа. И ке трпите мајтапа што го правиме со вас. И? Ти што им рече? Еми, јас си замина. И сега заминавам да одморам на вашиот кеј. Нема тако струмица сега, нема шо да правиме. А и со струмиджанки, па све се туа бе, све е тука дошле. Сите студират у Скопје. Ајо ти доја, гледајме се другарче. Ти благодарам, царе. Си ја заборави круната. Круната, царе, круната. Срекна, царе, срекна. А сега, ќе биде гром, чад и крцкање со заби. Пред вас и само за вас, драги мои. Кој друг, ако не, вашиот временски камарад, Богот Перун! Времето не би било време, ако не се ден губи. Понекогаш, кога си изгубен и кутар, како овој наш кутар народ, подобро е времето да го трошиш на ден губење, отколку на себе изградување, зашто Данска е затвор. Од кај ми ова Данска е затвор? Кај ми текнува? Не е битно. Убаво звучи. Значи, Данска е затвор. И работел ти или не, исто ти се ваќа. Режија, овој откачи.